почитувана заменик министерке, почитувани колеги. Најпрво сакам да го изразам моето жалење затоа што не го прифативте овој амандман. Инаку сакам да кажам, ако се добро погледне нацртот од буџетот, ќе видите вие дека за кратко речиси ниту еден денар нема предвидено средства. Ние со овој амандман, односно јас поконкретен ќе бидам, поднесов 3 амандмана. Со овие амандмани сакаме да ги решиме оние најгоршливи проблеми сега, а тоа се комуналните проблеми со кои граѓаните, односно општината се сеќава. Меѓутоа сакам да потенцирам дека мојата општина од каде што јас доаѓам, Кратово е една мала општина која располага со еден многу скромен буџет, со мал буџет и не може да издвои, односно да обезбеди средства за изградба на вакви значајни комунални објекти, доколку државата не се сврте, односно нема према овие мали општини, конкретно зборам за мојата општина, затоа што нема никакви финансиски можности. Сакам да во оваа прилика кажам дека Кратово речиси еден од најстарите градови не во Македонија, туку и пошироко е на Балканот. Затоа се дочат многобројните културно-историски споменици, како што се мостовите и кулите, и затоа уште овој град се нарекува град на мостови и кули. Но не сакам сега да зборам за тоа културно богато наследство, за тоа веќе е донесен и посебен закон, со кој закон треба да бидат санирани, конзервирани, реставрирани сите овие културно-историски споменици. Во изминатиот период, ќе скратам малку, почнувајќи од 2009 година, општината започна со изградата на колекторскиот систем и изгради колекторски систем од должина од 2,5 км точно до централното подрачје, односно до центарот во градот, односно до хотелот. Освен тоа што го направи колекторскиот систем во должина до овие 2,5 км, го и регулираше и речното корито, но поради немање на финансиски средства не беше до крај, односно целосно изграден овој колекторски систем и затоа го поднесов овој амандман со цел да се обезбедат средства за да може да се заврши овој колекторски систем. Инаку, доколку не се изгради овој колекторски систем, и понатам граѓаните ќе го имат оној еколошки проблем, бидејќи Кратовска река представува реципиент на отпадните води, фекалните води, кои нормално представуваат и причинители, може да предизвикат и разни заразни болести. И од тие, тоа значи дека представува еколошки проблем и затоа велам добро е да се изнајдат можности, начини како да бидат обезбедени до крај, да бидат обезбедени овие средства, за да може до крај, односно целосно да биде направен изграден овој објект. Со тоа ќе се реши и овој еколошки проблем. Инаку за овој објект веќе општината има изготвен основен проект на кој е направена ревизија, така да очекувам да се изнајдат можности да во 2019 година од владата или од другите ресорни министерства да бидат обезбедени средства да може да се реши овој еколошки проблем. Ви благодарам.